Штурецот и мравките. Еден убав летен ден, во полето, штурецот си играл и си пеел колку што му барала душичката. Една мравка, натоварена со големо зрно жито, поминала покрај него и тој ја прашал: "Зошто не дојдеш заедно да си поиграме, наместо така да се измачуваш?" Таа му одговорила: "Си собирам храна за на зима и ти препорачувам и ти да го сториш истото." "Уште од сега да мислам за во зима," рекол штурецот. "Како да не, кога има храна во изобилие?" Но мравката си продолжила по свое. Кога дошла зимата, штурецот, бидејќи немал никаква храна, умирал од глад. Тој отишол кај мравките да им побара некое зрно жито, зашто бил мртов гладен. Но мравките го прашале: "А што правеше летоска? Што не стигна да собереш храна за во зима?" "Свирев," им одговорил штурецот. "Така значи, свиреше? Епа сега играј, за да ти помине гладта," му рекле мравките и му ја треснале вратата. Лавот и глувчето. Додека лавот спиел, му претрчало едно глувче преку лицето и го разбудило. Така мамурлив, лавот се разгневил. Го фатил глувчето и сакал да го изеде. Глувчето почнало да го моли да го пушти, ветувајќи дека ќе му се одолжи за милоста. Лавот на тоа се насмел и го ослободил. По неколку дена, лавот бил фатен во мрежа поставена од ловџи. Глувчето го слушнало неговото лелекање и веднаш дотрчало. Ја прегризало мрежата и ослободувајќи го му рекло: "Оној пат ти ме исмеваше бидејќи не очекуваше дека јас би можел да ти помогнам. А сега знаеш дека и глувчињата умеат да бидат благодарни."